Викторија Постоловска, Да. така Постоловска и Милена Никлеска, студентски правобранител на Универзитетот Свети Кирил и Методи и заменик студентски правобранител и воедно и студентски правобранител на Економскиот факултет Милена. Ви благодарам, како што реков, што сте денес тука и ајде директно онака да влеземе со прашање што е студентски правобранител. Да. Студентски правобранител е уникатна своевидна функција која што е воведена со Законот за високо образование и која што функционира во рамки на академската заедница. Ке кажам дека е автономна затоа што мислам и покрај тоа што ја избира како функција или како кандидат кој избира Универзитетското студентско собрание, сепак не е дел од Универзитетско студентско, туку е буквално настрана една функција која што сепак работи во координација со собранието во буквално се времено на некој начин. Како функција, всушност потребата за самата функција нели извира од потребата студентските права да бидат заштитени и доколку се прекршени или се дојде до ситуација на прекршок, да има човек, студентка кој што ќе посредува во тој спор меѓу студент и висок орган на академијата. Меѓутоа, покрај тоа што како студентска правобранителка и јас и Милена посредуваме во спорови меѓу студенти и органи на академијата, тука сме и несебично и современо да го ставаме на јавен дискус, на јавна дебата всушност студентскиот стандард и да говориме за тоа јасно, гласно, транспарентно и да сме тука нели да ги подкрепиме сите тие работи, сите тие иницијативи, аргументи, отпор кои што се јавуваат од самото студентско образование. Самиот процес практично, да. Мислиш дека е некако барем за нашето општество често слушаме професори притискаат студенти да им се купува нели книгата за да добијат потпис и не знам што. Мислиш дека тој отпор, да речем, или судир помеѓу студентските организации и да речем ректоратот или управувачите буквално условно кажано на универзитетот е некако вродена, инхерентна или тоа не би требало да биде така? Дали потребата за инструменти е вродена или дали тој спор што се случува меѓу? Тој спор што се случува буквално. Вродена, не би рекла дека е вродена затоа што не ќе да верувам дека нашата академска заедница е родена со таа хиерархија која што всадува молки стагнација на некој начин и која што го подчинува студентот подоле од професорот, рецимо во овој случај во кој што го спомна. Не би рекла дека е вродена затоа што ако нешто е вродено тогаш е многу тешко да се искорене, би рекла дека е стекната. Стекната е со тоа што УКИМ се уште за жал се на некој начин држи до тие застарени системи на функционалност, застарени методи на просвета и застарени, не знам како кажам, административни процедури и слично. Се држи до нив просто затоа што тоа е одржлив процес. За да се стекнат или за да се развијат алтернативни методи и стратегии и општа функционалност, треба многу време, многу енергија и прогресивен кадар, кој што на УКИМ за жал не баш постои, не баш нели владее со академската заедница. Меѓутоа, добро е што во 2018 конечно се изгласа Законот за високо образование и студентите добија своји инструменти, како што се собранијата, правобранителот и слично, кои што се впуштаат во борба против тие застарени системи и кои што на некој начин храбро и достоинствено го зафаќаат просторот кој што им припаѓа на некој начин и се борат за едно подобро, помодерно академско утре, ако можам така да кажам. Како е вашиот меѓусебен однос? Меѓу правобранител и заменик? Милена? Па, одлично функционираме. Јас како заменик студентски правобранител, мојата примарна работа е заштита на правата на студентите, конкретно на Економскиот факултет.
и сметам дека секој факултет треба да си има заменик студентски правобранител, да функционираме како една мрежа и доколку има некој поголем проблем, нормално да ја контактираме Викторија. Така. Па и не само за некој проблем, туку настани да организираме. Се со цел за подобар студентски живот. Така. Да. Значи практично секој студентски правобранител конкретно за еден факултет е врската помеѓу студентите на тој факултет и студентскиот правобранител на универзитетот. Потребата за таква мрежа и за такво вмрежување е, знаете како, модел на студентски правобранител функционира како еден актуелен студентски правобранител или правобранителка на УКИМ, кој што има заменици, неколку заменици, заменици студентски правобранители во рамки на секој факултет. Тоа е така бидејќи јас ги содржам на некој начин контактите со ректорат, меѓутоа психофизички е невозможно да ги знам статутите на секој факултет поединечно и поради тоа се јавува потребата да има такви заменици кои што ги познаваат своите факултети, системите на функционирање на тие факултети, ги познаваат статутите, правилниците и слично. И кога се дешава на некој начин ситуација на ради која што студентот или студентката посегнува по заменик студентски правобранител, тој се обраќа кај мене, значи заменикот се обраќа кај мене, со тоа што ми ги приложува, уствари ми ја приложува ситуацијата, разгледана на многу непристрасен начин, со доказ и слично, и ми кажува точно и каде е случен прекршокот, водејќи се според тие статути, правилници и слично. Кога јас тој предмет би го добила, тогаш веќе ги користам сите алатки, сите контакти со кои што располагам и заеднички со заменикот и јас и заменикот всушност се впуштаме во или кон разрешница на случајот. Така. Претпоставувам дека вие го знаете и законот за високо образование и статутите нормално како што кажавте и се водите според нив. Да, апсолутно. Кој е да речем најчестиот конфликт што се јавува помеѓу студентите и професорите, да речем? Вака сега, на многу наврати сум кажала дека првите состави на УСС ја имаат најтешката и најфундаменталната на некој начин задача, а тоа е промоција на тој закон за високо образование и промоција на самите алатки и инструменти кои што се лансираат со тој закон. До сега, значи јас бев избрана во октомври, што значи дека не сум баш многу долго на мојата функција и до сега да сум добивала пријави, меѓутоа не толку колку што ми треба за да изведам некаков заклучок, некакво наравоучение дека ова е проблемот со кој што се соочуваат. Сега за сега пак ќе кажам, јас како студентски правобранител, Славчо како председател и слично, а и претходните председатели студентски правобранители сме ја имале онаа задача на промоција и на некој начин задача да допреме до студентите како тие утре, значи наредните генерации би ги распознавале нашите инструменти и се повеќе и повеќе би посегнувале по нив, за ние не би рекла статистички, меѓутоа да се изведе некаков процент на најмногу пријавуван проблем, пропуст и слично. За сега да сум добивала пријави, меѓутоа најчесто се однесувале на нереспонзивност на професори. Дискриминација би рекла, и такви некои работи кои што не се толку комплицирани, чија разрешница е многу известна и многу едноставна на некој начин. И тоа е, не знам сега Милена на економски дали моментално дали имаш ти нешто. Конкретно кај мене стигнува жалбима во врска со оценувањето, но според законот за високо образование професорите си имаат право да си поставуваат критериуми за оценување. Апсолутно. И тука не гледам дека имало некој прекршување на правото. Така да јас од јануари сум избрана за заменик студентски правобранител и не сум имала некој друг поголем проблем. Колку ви се мандатите, 1 или 2 години? Мојот е 2 години, за замениците 2 исто. 2 исто. Да, добро, значи имате време. Сме правеле муавет, можеби на УСС не, бидејќи има повеќе капацитет
диверзитет, би рекол, поразнолика екипа и со тоа автоматски, мислам со диверзитетот и капацитетот е поголем на УСС, би рекол, и можностите се поголеми, ама на ФСС поради помалиот капацитет, не знам, мислам дека можеби на ФСС мандатот за председател може да биде 2 години. Да. Баш поради тој помал капацитет и поспоро се одвиваат работите, но ете чисто како размислување. Да. Зборува, значи за да се покрене една постапка, да речеме, кај студентскиот правобранител, тоа значи дека настанал некој конфликт и тој конфликт во, да речеме, уреденоста на тој закон за високо образование и статут на факултетот и универзитетот, мора да значи дека доколку тој конфликт биде сметан за правен конфликт и правно некакво прекршување на некакви права, тоа значи дека студентите автоматски имаат права. Да. Дали ги познаваат студентите своите права? Тоа е срцепарателно искрено прашање и прашање на кое што јас како правобранител сигурно сум дека и Милена најдуваме многу често и одговорот е секогаш негативен, за жал. Меѓутоа, барем јас сум многу оптимистична, пак ќе кажам, овие алатки, овие инструменти се поприлично млади и поприлично нови. Така. И кога своите студенти, кога всушност студентите сватија дека имаат инструменти кои што може да ги користат и дека постои уствари инструмент студентски правобранител, тие автоматски сватија дека имаат и свои права. Правата се, пак ќе кажам, промовирани, лансирани и на некој начин вклучени во Законот за високо образование, мислам дека беа 30 и нешто на број. И треба време, треба време за да се стекне доверба како правобранител, како УСС, како ФСС, треба да на некој начин помине еден определен период како студентите би сватиле дека функционираме, дека многу непристрасно всушност разрешуваме работи и се бориме за некој студентски стандард. И веројатно тогаш веќе кога ќе на некој начин воспоставиме еден стандард кој што со секоја наредна генерација би се надминувал, тогаш и уствари ќе сватат колку е битно и колку е важно да си академски граѓанин и колку може да биде фатално на некој начин преќутувањето на прикршок на некое право. Затоа што нели ако на некој студент му е прекршено право, при тоа тој не го распознава тој прикршок и не дава отпор против него, тоа значи дека ја загрозува академската заедница во целост. Апсолутно, да. Бидејќи кога ги размислиме, да, конфликтите се лоши, конфликтите не се чувствуваме убаво за време на конфликт, но конфликтите постојат со причина. Конфликтите се тука да постават некоја бариера, секако доколку не ескалираат, но конфликтите се тука да укажат дека нешто не е во ред, да. Значи не е во, сега да кажам, не е по мерка. Каде можат да ги дознаат студентите своите права? Конкретно за кај нас ние ги имаме објавено на страната, на Инстаграм страната, на Фейсбук страната на економски факултет, но ги има и на интернет. Да, во самиот закон. Самиот закон е на некој начин објавен на страната на Министерство за образование. Така. Тој закон е закон за високо образование. Тој закон е јавен и достапен за сите студенти и ова нека биде апел и нека биде препорака сите студенти како активни чинители во академската заедница да го разгледаат тој закон и да сватат усвари од кое значење се тие во самото општество и каква улога играат тие во самото општество. Да. Многу често се среќаваме, например, сега моја колешка се отвори повик за ако некој го интересира, нека бара мега или нема врска, ќе сватат за што се работи, тоа е тоа. Бидејќи ќе кажам, реков веќе колешка, се отвори место за практикантство по мојата струка и имаше некој конфликт на интервјуто, баш преска зборевме и тоа ми беше многу интересно, буквално се поврзува со муабетов. На интервјуто колешка да си праша отворено,
дали ќе добијат, мислам, оправдување, слободен ден за предавања, за испити и така натаму, бидејќи неа пред се и беше, нели, 4-та година и беше важно да дипломира оваа година. И она која интервјуираше за да ја прими на практиканство, и рече као не, знаеш, тоа не е оправдано едно друго, но девојката го имаше прочитано законот за практиканство и знаеше дека дури да не ги исполни тие часови, може да биде платена оноку часови колку што ќе изработи. Значи, ако не изработи 40 сати, изработи 35, ќе биде платена за 35, не за 40. И она која интервјуирала и рекла, добро си го прочитала закон, знаеш, добро, окей, така е. Моќта на знаењето. Да, не баш така. само моќта на знаењето, тоа е некоја пркос што ја имаш во себе и знаеш дека го заслужуваш нештото и кога го заслужуваш нештото, со самото тоа се развива тој инстинкт да го осознаеш нештото. И според мене, главната причина поради која што тој систем на нереципроцитет во почитувањето меѓу студенти и професори, тие застарени системи кои што на некој начин се метастазирани долшуким, владеа толку време со нашата академска заедница затоа што студентите на некој начин се соживеале со таа пракса и не распознаваат алтернативни пракси кои што можат, кои што на некој начин ја содржат силата да ги развијат. И тоа е цела работа. Ние се плашам ова да го кажам, меѓутоа верувам дека студентите во УКИМ се на некој начин потиснати во една хиерархија која што пак ќе кажам всадува молк и всадува стагнација и се плашат од на некој начин демонстрација на моќ од тој централниот субјект кој што на некој начин ја диктира и го диктира севкупниот тек на настаните, а тоа е професорот сепак. Значи професорот тргнува од убедувањето дека јас сум тука најстариот, јас сум тука најобразованиот и слично. И вие сте мои подчинети и јас го диктирам севкупниот тек на настаните. Меѓутоа не е така. Во предавалните всушност треба да се места каде што општат истомисленици. Треба да се места каде што субјектите се или различно мисленици. Апсолутно. Сметам, ние се нарекуваме колеги меѓу себе, така, значи ние доаѓаме и на некој начин учиме една сфера која што на некој начин не носи едни до други, нели? И ние сме колеги на крајот од денот и сме, како студенти сме и интелектуално и биолошки развиени индивидуи кои што имаат право да кажат не, кои што имаат право да кажат да и кои што имаат право да дадат отпор во оној случај кога некој, рецимо централен субјект, како што тоа веќе се вика, ќе проба да ги потчини, да ги замолчи на некој начин и да им прекрши право и слично. И баш и тоа мислам дека УКИМ е заглавен со таа пракса предолго време, затоа што студентите немаат мотивација да променат нешто. Значи не се инспирирани за промена. Тоа е така, тоа е одржливо, тоа владе од секогаш и нема ние сега што да се бориме против тоа. И ради тоа сметам дека ваквите инструменти кои што се воведоа со законот и ваквите студентски тела и студентски представници се единствениот канал низ кој уствари таа промена може да се втурне, може да завладее со академскиот простор. Да, апсолутно. И тие закони постојат со причина сепак. Мислам, кој би ги читал ако не ние? А и тоа што го кажа дека сме еднакви, да, ние сме еднакви, но сепак кога ќе влеземе во училница постои една природна хиерархија која никогаш не може да се укине. Една проста хиерархија од типот на прво професорот е постар. Значи квантитативно има повеќе време поминато восприемајќи ја реалност. Ова звучеше префилозофски. Нема врска. Значи едноставно е постар. Второ, има повеќе знаење. Трето е доктор на науки, да речеме. Четврто, повеќе знаење има. Апсолутно. Ме разбират. И она што сум го сватил јас до сега барем, е доколку студентот се постави
се постави на тој начин што ја почитува таа природна хиерархија, во смисол дека навистина професорот е постар, навистина повеќе знае и се постави така, односно се постави како ученик, како студент. Се поставува како некој што оди да студира на факултет, а не се поставува како некој што има само права, ме разбирате? Тогаш соработката е многу подобра. Апсолутно. Затоа што сесија на своето место. Така треба да биде. Да. Немаме саѓаш погреш, Да. така треба. Да, Значи да, така да. функционира една здрава академска заедница. Апсолутно. Меѓу која, мислам, во која меѓу студентот и професорот има првично страхопочит и второ има почитување на некој авторитет. Меѓутоа, на задните, не ќе да кажам на задните, меѓутоа академските заедници кои што не се прогресивни и модерни, таа хиерархија се злоупотребува. И тој авторитет веќе не е авторитет кој што треба да се почитува, туку е авторитет кој што демонстрира моќ кога и да стигне. И ради тоа и бившата правобранителка, а и јас сега како правобранител и сите заменици имаме поплаки и имаме предмети кои што треба да се разгледаат. Доколку ги немавме, ќе бевме сигурни дека во нашата академска заедница владее тој здрав систем и професорот го почитува студентот го почитува професорот, ги знаат своите права, ги знаат своите должности, апсолутно, значи покрај правата ние како студенти имаме и должности кои што треба да ги извршиме и така се функционира на здрав и конструктивен начин. Пак ќе кажам, апсолутно дека има приблесоци на нашиот универзитет и дека севкупната слика не е толку темна. Меѓутоа, има и случаи каде што демонстрацијата на моќ се случува и го зазема тој академски простор и покрај тоа што во тие попрогресивни општества се презира и казнува таквата пракса. И ради тоа, ние како студентски собранија, организации, тела слично, се бориме против таквата пракса и се бориме за актуализација на студентските права како еден ден, значи тоа може да биде за 5 години, за 10, за 20 години, идните генерации ќе функционираат и духовно ќе се издигнуваат во една институција која што, како што каже и самиот, дефинитивно вклучува хиерархија во својот на некој начин функционирањето природно, функционалноста, меѓутоа има и почит меѓу субјектите, има почит во службите, администрацијата е многу полеснета, студентите имаат слобода на говор, непречено се изразуваат, се движат во тие академски простори и слично. И сваќаат уствари јасно им е дека ја поседуваат како академски граѓани ја поседуваат мојкта да пркосат врз оние системи кои што пак ќе кажам всадуваат деструкција и се деструктивни. Каков ти е тебе односот, например, со деканатската управа, конкретно на твојот факултет? Одлично. Секогаш се тука за било каква дилема, ако има проблем, зашто и да е, тие се тука, достапни ни се, имаме право да разговараме со нив. За се до сега што требало, тука се. Така. Каква е постапката, например, откако некој ќе поднесе некое пријава, нешто, што и да е? Како постапувате вие како правобранители? Па прво мора студентот да испрати имейл на кој опишува целата ситуација и ние мора добро да ја разгледаме од двете страни, да видиме каде е точно проблемот, при тоа не смееме да носиме одлуки, затоа што можеме да испадне дека ние правиме поголема дискриминација. Така да не испадне после, се истражи или да не испадне вистина некој после поголем проблем. Па ако треба после да контактираме Викторија, одма никако не смееме да носиме одлука. Затоа што на некој начин секако ќе пријави нешто, секој си е во право. Да го прашаш другиот и тој ги рече дека е во право. Нормално. Меѓутоа тоа е неинформираност, пак ќе кажам, тоа е непознавање на тие процеси, процедури, непознавање на своите права. И
тука не смеш да обвиниш никој, значи студентот ако на некој начин погрешно ја протолкувал ситуацијата, тој не е виновен. Виновно е општеството што толку многу време му требало да го воведе тој закон и конечно тој студент кој што е на некој начин под влијание на некаква си обструкција и слично да распознае дека има своји инструменти. Пак ќе кажам, со тек на време и правата ќе се актуализираат и мислам дека овие процеси за кои што Милена разговараше ќе одат многу погладко, многу побрзо и слично. Да, бајте рече дека веќе сте гостували со Славчо, председателот на емисии. Работата на УСС се интензивираше автоматски, тоа повлече и многу подобра работа на ФСС. Ете, факултетското собрание на економски е пример, да речеме, за едно активно собрание. Друго искрено не ми доаѓа на памет, ќе простат. Нема, сето тоа може да се, пак ќе кажам, може да се вклучи во промоција на таквите студентски представници, студентски тела. Точно. Кои што нели произлегоа од тој пак ќе кажам, не дека УКИМ немаше студентски представници, тоа беа парламентите, меѓутоа веројатно сите знаеме што се случи нели после се случија немили настани кои што сепак резултираа со нешто вакво, со нешто автономно, со нешто како што реков, конфликтите, не политичко, не буквално автономно тело кое што тука е деноноќно да работи во служба на студентите и апсолутно никој друг. Меѓутоа и покрај тоа што работи во служба на студентите на некој начин и го промовира и високото образование. Значи за едно високо образование во една држава да се развие, треба да има и студенти кои што тој развиток на некој начин го носат, го придвижуваат. И поради тоа многу се радувам што сите три состави на УСС до сега, бидејќи мислам дека беа 3 универзитетски собранија, така. Направија на вистина револуционерна работа. Значи и Боријан, и Ева, па сега и Славчо, буквално револуционерно нешто направија за високото образование во нашата држава и самата актуализација на тој студентски стандард од која нашиот универзитет беше лишена реално веќе неподносливо долго време. Сега некако може да се видат тие, како кажам, тие предвесници на едно по-здраво, по-модерно академско утре. И предвесниците сме самите ние, значи студентите кои што се желни за промена. И баш ми е драго се согласувам со Милена дека и деканатските управи и ректоратските управи се секогаш желни за соработка. И јас како правобранител никогаш не сум наишла на затворени врати. И не знам, тоа ме радува на некој начин. Ме радува што воспоставуваме или носиме некој стандард кој што наредните генерации ќе го надминуваат. И тоа е нешто што треба да не радува нас сите. Дали како правобранители вашата задача е само да се справувате со тие пријави, со тие конфликти или има и некои други нешта што ви се дадени на грб? Да, има и други нешта од типот на, пак ќе кажам, ставање на јавна дискусија воопшто нели високото образование и студентскиот стандард. Меѓутоа и други обврски кои што ни доаѓаат од универзитетско студентско собрание, како мандат, всушност како тело кое што нас не избира како правобранители, има право да ни даде и дополнителни на некој начин дополнителни задачи и обврски кои што ние мора да ги прифатиме на драго срце, затоа што сепак кон нас била дадена доверба и нашата кандидатура била избрана како најдобра или највалидна кандидатура. Не знам, Милена може да сподели за како функционираат, бидејќи баш ме интересира како функционираат факултетските студентски собранија и замениците, затоа што јас со Славчо и со УСС општо сите нели членови на УСС функционира многу синхронизирано, многу убаво. Па ево конкретно за кај нас, како заменик студентски правобранител, вчера имав говор пред матурантите, бидејќи имаше нели отворен ден на УКИМ и во економски факултет имаше и од 10 часот и од 12 во две групи матуранти, каде што имав говор конкретно за мојата функција
да се запознаат нови студенти што ќе видат и го представува факултетското собрание затоа што Александар не ни е тука. Така. И ето сега се организира денови на кариера настан исто кај нас на економски на факултет, па сум организатори на тоа. Исто катедрата на бизниски има 20 години и тука сум активен член сум на факултетското собрание во повеќе настани. Така. А меѓу другото многу беше интересно, сега Милена имаше тоа прилика да го посведочи. Мислам дека веројатно сите знаат за тие хуманитарни настани кои што УСС веќе некое време ги спроведува. Да. И нели многу беше природно јас како член, не како член, меѓутоа како дел од УСС се појавам на тој настан. Каде што ми беше дадена задачата да продавам билети на самата врата. И мислам тоа е нешто што го правев онака со огромна љубов и радост, бидејќи пак ќе кажам карактерот на настанот е многу благороден, многу убав. Така. Многу убав кога јас мислев си искористи таа прилика да се изборуваш за функцијата. Не, апсолутно не. Не, јас само отидов као гостин за да дам придонес кон таа хуманитарна акција, меѓутоа членовите од УСС бидејќи беа видно изморени. Така. Ми ја дадоа таа задача и буквално додека ја извршував се викав, кога се кандидирав за студентски правобранител, никогаш не ми падна на памет дека ќе седам на врата и ќе продавам билети. Меѓутоа тоа е, како да кажам, не дека ова го кажувам како нивен пропуст или слично, тоа ме радува, пошто бидејќи знам дека и со некоја таква тривијална функција јас придонесувам за нешто многу по-духовно, многу по-суштинско, многу по-убаво. Да, не, одлично. Не, ја се изнасмеав бидејќи јас сватив дека беше као сакате карта, поелете, дали сте чуле може за студентски правобранител. Благодарам за донацијата. Имајте убава журка. Одлично, ете, преку вакви разговори би рекол, преку излагања на телевизија, па дури на места за продавање карти, ќе се чуе ова. Сепак, како што рековме, работата и на УСС и на факултетските собранија е млада, уште е во почеток. Абсолютно. Мислам дека дури и доста имаме направено за тоа кратко време сите заедно. И мислам дека работата полека се менува. Значи ќе видиме сега доколку повторно се појават такви струи како што имаше пред неколку години. Имаше проблеми па дури во овие простори тука имаше кршење на кутии и слично, да не зборуваме за решавање на спорови помеѓу студенти и професори. Ќе видиме како ќе оди целата работа, но барем сега има многу повеќе механизми кои ќе го спречат тоа. Тогаш немало студентски правобранител. Тогаш, значи, парламентите не беа легитимно тело, не беа легитимни представници. Тоа беа на некој начин инсталирани. Како кажам, гласе како невладини такви организации, меѓутоа имаше атмосфера, имаше некои такви како да кажам, коментари од страна дека всушност се многу повеќе партиски под партиски притисоци и влијание, отколку што самите студенти знаат, и поради тој нелегитимитет по кој што работеа и функционира, студентите едноставно ставија крај на тоа со пленумот и сето тоа. И после тој пленум всушност се донесе закон за високо образование и поради тоа мислам дека нема шанса да се дојде повторно до такви немили настани, затоа што пак ќе кажам, ние сме веќе автономни. Студентите тогаш бараа автономија во универзитетските простори, а не некои такви организации, парламенти и слично кои што само на некој начин притискаат и реално не прават нешто конструктивно за академската заедница. Така. И баш поради тој отпор и поради таа борба, ова, мислам, се случува ова што се случува денес. На многу по-легитимен, на многу по-транспарентен начин и пат. Па да, не, и УСС само по себе е многу повеќе дел од универзитетот. Абсолютно. И многу поповрзан со ректоратот отколку што било порано. Апсолутно. И тоа било као посебна, баш како што рече, посебна организација засебна која требала да функционира за студентите, но не била воопшто правно барем поврзана со универзитетот.
А добро, што е натера да бидете дел од... Мислам, зашто не сте ни правници, ти си од филолошки, ти си од економски, што е натера да застанете на овие позиции? Милена има многу интересна приказна околу ова и... Повели. Да. После јас кратко Прво ќе напоменам дека 2 години бев дете правобранител во средното училиште во Охрид. Така? Да, и бидена сум на обука во Швајцарија за тоа. Но како главна инспирација, нема да навлегувам многу во темата, ама како дете сум била многу дискриминирана. Така. И тоа ме натера да бидам дете правобранител, потоа кога излезе конкурсот на економски факултет, аплицирав за студентски правобранител. Да. Одлично. И мислам дека е најдобрата работа што имам направено дека студирам, затоа што сите гледа дека ФСС економски е доста активно во последно време. Да. Па и сега направивме да има една теренска настава, повеќе да се сближат професорите и студентите, така да на 4-ти одиме сите Крушево, цел факултет. Супер, одлично. И мислам дека ќе биде убаво. Одлично, супер. Браво. Ти, Вики? Кога се кандидирав јас и кога ме избра, сите беа као чека како може книжевник, како може филолог да е правобранител, никој не му беше јасно тоа. Како и јас. Да, и ти беше ти беше еден од тие што ми дојде као си бре ти правобранител, кога ти си филолог, као не ми иде тоа. Нема везе. Мислам, разбирам од каде таа идеја дека правник треба да биде правобранител. Меѓутоа, не бев јас никогаш не сум била дете правобранител, ниту па немав некоја жар во себе во средно. Едноставно, не знам, има нешто во себе кое што на некој начин ме инспирира да се борам за подобра академска заедница, затоа што јас нашата академска заедница ја сакам. И покрај тоа што сум многу критична кога се работи за УКИМ, јас УКИМ го сакам. И верувам дека го има потенцијалот и капацитетот да се развие на едно импресивно ниво. Так. И баш поради тоа моje убедување јас се пријавив, и мислам се кандидирав. И не знам, Славчо и останатите членови на УСС препознаа нешто, некој жар во мене кој што пак ќе кажам ме инспирира несебично да се борам за студентските права и несебично да придонесувам кон градење на една таква здрава академска иднина. И да, им благодарам многу на моите колеги од Правен, кои што се тука кога и да бидејќи сепак нели тука има закон кој што треба да се чита, да се ова, да се она. Так. Меѓутоа добро е што ФСС и УСС, мислам ФСС Правен и сите општо, сите факултетски студентски собранија и универзитетското и правобранителот функционираат како мрежа, па што и да ми треба мене во случај ако најдам на некоја работа која што не ја разбирам или за која што не сум компетентна доволно, секогаш можам да се консултирам со луѓе кои што реално тоа го познаваат, да ме насочат и слично. И пак ќе кажам, ова не е моја борба, ова не е борба на Славчо, ова е заедничка борба и баш е тука е уствари убавината на цела работа која што ја правиме. Так. Па, да ви се заблагодарам за работата, мислам дека, да, тоа што го кажа, го сакам УКИМ и верувам во него, тука се препознав и јас и навистина верувам дека работата ќе биде подобра, навистина верувам дека со тек на време ќе биде препознаена и работата за поголеми финансии, за наука, на прво и основно, тоа секогаш го ставам прво, бидејќи од финансирањето на високото образование, на самите професори, на оние кои го креираат високото образование, од тука почнува се со подкрепата на професорите, на нивната научно-истражувачка работа, автоматски ќе се крени нивниот статус порано на поранешното ниво, ќе се крени квалитетот на наставата, хипотетички нормално. Односот ќе се подобри многу, ќе ги сваќаме како вистински авторитети. Сега мислам дека е незадоволителна работата и верувам дека ќе биде подобро. Така што ви благодарам што ја работите добрата работа. Благодариме и ние. Мислите дека нешто пропуштивме? Јас не. Нешто не споменам? Јас си кажам. Така.
Ви благодарам што Фала бевте ти, тебе мој многу. гостинг и денес Ти многу. и се надевам дека ќе разговараме пак во некоја прилика, формална или Апсолутно. неформална. Во секој време. Благодарам.